Како што напоменав пред самата песна, зборуваме со докторка Ирина Пановска-Ставридис, директорка од клиниката за хематологија. Добро утро. Добро утро. Така, се слушам, јас ве слушам во студиото, се надевам. Јас ве слушам, затоа застанав. Најпрво би сакала да ви се заблагодарам за поканата и да ви се заблагодарам за интересот за темата што одбравте да говорите денес за малигните болести на Светскиот ден за борба против ракот, кога глобално заедницата во светот се здружува со позитивен став говори за ракот со цел да информира целата заедница, целото општество, здравствените власти, што значат малигните заболувања општо и всушност која е улогата на секој поединец во превенцијата, раната диагностика, третманот и борбата против малигните заболувања. Докторке, имам впечаток дека пред да се појави коронавирусот, пред да се појави пандемијата, како најраспространета болест во светот да беше токму канцерот. Не знам дали го делите мислењето со мене, меѓутоа, една генерална оценка, каде сме ние на таа позиција на превенција и борба против ракот, карциномот, канцерот? Јас доаѓам од Универзитетската клиника за хематологија и најмногу со бројки можам да говорам за малигните заболувања на крвта, меѓутоа ќе се обидам да одговорам на вашето прашање. Епидемиолошките студии, светските статистики велат дека малигните болести беа број 2 причината во современиот свет за бројот на смртните случаи, а водечка причина и најповеќе се распространети во светот кардиоваскуларните заболувања. Значи, малигните болести се на второто место. И на вистина, досега статистиките велеа дека секоја минута во светот 17 луѓе умираат од малигни заболувања. Меѓутоа, оваа година, кога светот се соочи со нов предизвик, односно со корона пандемијата, се сменија овие работи. Имено, направени се некои анализи во Соединетите Американски држави, кои што велат дека диагностицирањето на 6 најчести малигни заболувања, број 1 представува заболувањето рак на дојката кај жената, е намалено за некои 45% во периодот на пандемијата. Не значи дека имаме помалку малигни болести, туку напротив, значи дека целата состојба во светот, стравот од неизвестноста од пандемијата, од заразата, ги спречува луѓето навреме да се јават на доктор. Впрочем, истата оваа анализа кажува дека во периодот на локдаунот минатата година, во првите 3 месеци во Соединетите Американски држави, превентивните и скрининг прегледи за малигни болести се намалени дури за 90%. За да до крајот на оваа година малку се поправи оваа бројка, меѓутоа се уште 30% помалку има скрининг или превентивни закажани прегледи во светот. И затоа имаме чувство дека во 2020 година во светот се диагностицирани помалку малигни заболувања. И се очекува дека оваа година, покрај пандемијата со новиот коронавирус, ќе имаме и нова пандемија во светот на малигни заболувања. Сите недиагностицирани малигни заболувања минатата година ќе се јават оваа година во клиниките. Ќе бидат откриени во периодот кога можеби ќе олабави малку повеќе светот, не само, нели... Знаете како, се очекува дека со појавата на вакцинацијата, веќе која што е достапна во многу земји од светот, дека некаде до септември 60% ќе се намалат бројките на луѓето кои што ги имаат потреба да бидат лекувани во болнички услови од COVID-19. И не дека ќе олабави, туку всушност за жал ќе дојдат многу нови пациенти со малигни болести кои што наместо да бидат диагностицирани во раниот период на болеста, кога можноста за нивно излекување е далеку поголема, ќе бидат диагностицирани во понапреднати фази на болеста, кога е потешко лекувањето и кога исходот на болеста е понеизвесен. И јас себе би искористила оваа прилика преку вас да апелирам до јавноста да не се плашат пациентите од нашата земја и да доаѓаат на преглед, бидејќи конкретно за малигните хематолошки болести и најдобра превенција од COVID-19 е контрола на основната малигна болест. Заради тоа не треба да се надмине стравот од инфекцијата, бидејќи верувам дека сите здравствени институции во нашата држава,
вклучувајќи и и клиниката каде што јас работам, ги пременуваме сите епидемиолошки мерки за заштита. Од една страна на пациентите, од друга страна на нашиот персонал. И само со навремено диагностицирање на малигните болести и адекватен третман за нив, ги штитиме и од COVID-19. Така, доктор, ке доаѓате од хематологија, што ќе рече имате во клиниката непосреден допир со крвта. Постои ли еден генерален индикатор, некаков сигнал кој што покажува кај од стручен аспект, од медицински аспект, некој генерален сигнал кој што ќе даде индикација дека одредено лице веќе е во некаков почетен стадиум на создавање на канцер? Создавање на малигни... За жал, превентивни прегледи за малигните болести на крвта не постојат, нити постојат редовни скрининг програми. Добро. И малигните болести на крвта започнуваат многу неспецифично со една општа симптоматологија, што понекогаш не асоцира на обична инфекција. И затоа многу е значајно да се подигне нивото на свесност и кај останатите здравствени работници во нашата земја за малигните заболувања на крвта, бидејќи доколку ги препознаат симптомите, кои за жал не можат да се видат во раните фази на болеста, можат да ги испратат пациентите на нашата клиника да бидат диагностицирани на време и да добијат адекватен третман. Имено, малигните болести на крвта се делат генерално во 3 групи. Една група се акутните леукемии, друга група се лимфомите и трета група се плазма-клеточните дискразии. Најчести малигни заболувања хематолошки се лимфомите и миеломите. Минатата година, во 2019, на нашата клиника беа диагностицирани 180 пациенти со малигни лимфоми. Можноста за 5 годишно преживување, доколку тие навреме се диагностицираат и при тоа да имаат квалитет на живот еднаков на здравата популација на нивна возраст, изнесува 70%. Ова во 2020-та ние водиме интерна статистика на нашата клиника, имавме само околу 140 новодиагностицирани пациенти со малигни лимфоми. Тоа значи дека 20% од пациентите останаа недиагностицирани минатата година. Раната диагноза овозможува подобар третман и подобар исход на болеста. Па затоа би апелирала до пациентите, а исто така и до матичните лекари, дека доколку пациентите се пожалат на една температура, слабење, малаксаност, појава на зголемени лимфни јазли, да им направат основни крвни анализи, да ги упатат на нашата клиника. Ние, со цел да им ја олесниме работата и на матичните лекари, негдека од март имаме направено електронска амбуланта во која што секој матичен лекар кој што се сомнева дека кај него се јавил пациент кој може би има малигно хематолошко заболување, може да постави прашање и да добие од нас насоки кои понатамошни испитувања треба да се спроведат кај пациентот и доколку има потреба, ние ќе го повикаме и пациентот да се јави на нашата клиника. Так. Кога зборуваме за борбата со ракот, национален регистар, национална стратегија за контрола на ракот, тоа е нешто што се говореше во јавните дебати при ваквите теми, меѓутоа не е имплементирано колку што знам. Немаме некаков национален регистар или грешка? Во тек е до сега епидемиолошкиот завод за статистика го водеше регистарот, меѓутоа од минатата година, односно од пред година и пол, е започната иницијатива која што искрено малку успори со пандемијата, меѓутоа со пандемијата се запре и се успори. Животот ни се смени на сите ресурси и целото внимание се фокусираше во борбата со COVID-19, меѓутоа се уште тече и во тек е процедурата на воспоставување на национален регистар на малигни болести при Министерството за здравство на Република Северна Македонија. Што се однесува до програма, таа постои, меѓутоа сега се обединува. Например, самото воведување на ХПВ вакцината е на еден начин превентивна програма за малигните заболувања на грлото на матката. Исто така редовните скрининг програми за карцином на дојка кај жените, мамографиите и ехото се еден од начините на рана диагностика на најчестото малигно заболување во светот.
Знаеме дека и кај машката популација постои програма за редовно одредување на простата специфичниот антиген, кој всушност представува единствен туморски маркер кој што е доволно специфичен да укаже дека постои одредено малигно заболување. Предма тоа постојат во нашата земја во тека имплементација на националниот регистар, што ќе биде огромна придобивка, а исто така и превентивните програми се веќе започнати и течат. Да. Само што мислам дека е многу значајно ова моје обраќање, дека ќе треба почесто во вашите емисии да има мои колеги за да му објаснат на народот колкаво е значењето на превентивните и скрининг програмите, бидејќи со самото тоа, на пример, минатата година луѓето не се јавуваа на превентивни прегледи во нашата земја, дури и со изразени симптоми не се јавуваа. Ние се соочивме многу пациенти да бидат диагностицирани во 4ти терминален стадиум на болеста, кога современата медицина многу малку може да направи за да им помогне на тие пациенти. Јасно. Ние се трудиме во програмата, имаме често ваши колеги, сега за различни можеби теми, меѓутоа да, се трудиме што повеќе да ја фатиме вашата фела. Да ве прашам, кога е во прашање алтернативното лекување на оние луѓе кои што наоѓаат начин алтернативно да се лекуваат или директно, да бидам подиректен, се лекуваат со масло од канабис. Еве, во моментов е актуелна онаа тема за легализација на канабисот. Каков е вашиот став? Искрено, јас не сум видела сериозна медицинска студија базирана на медицина на докази, која што кажува дека има ефект лекувањето со алтернативните пристапи на малигните заболувања, ниту сум видела позитивен резултат кај пациенти кои што се лекувале со алтернативни пристапи. Постојат анегдотални податоци, меѓутоа конкретно јас не сум видела. Искрено, мислам дека канабисот делува на вегетативниот нервен систем и може да помогне во справување со стресот, во справување со болката, меѓутоа дека може да има директен антималигнен ефект, јас имам одредена резерва. Напротив, сме имале ситуации од неконтролирано и непропишано земање на канабис од луѓето, кога дошле тука со симптоматологија која што сме мислеле дека се работи за прогресија на болеста. Верувам дека многу брзо ќе се канализира во нашата земја и точно канабисот ќе го најде своето место во лекувањето на пациентите со малигни заболувања. Не сум против, меѓутоа не мислам дека стандардните методи за лекување треба да се занимаат. Па да, претпоставувам дека и оние кои што се активисти за тоа. Не само претпоставувам, туку ако се следат нивните дебати и реторики, не се ни тие против секако оно што е утврдено како наука во медицината, туку само да постои како одредено помагало при третманите. Не знам колку доволно говорат лекарите, знам дека за оние здруженија кои што се бават со оваа тематика недоволно, што ќе рече дека многу е неопходно да учествуваат лекарите и докторите во јавните дебати, бидејќи само така, нели, може да дојдеме до некаков заклучок. Кога е во прашање пандемијата, бидејќи сме при крај на разговорот, вие сте дел од еден поголем проект, научно-истражувачки проекти во однос на COVID-19. Проектот е одобрен, избран и финансиран за следните 2 години од Меѓународниот центар за генетски инженеринг и биотехнологија во Трст, Италија. Сакам да ја прашам до каде сте со ова истражување и што би требало да биде резултатот од ова истражување? Значи, летото беше, јас сум многу горда што проектот чиј предводник сум јас, а всушност е резултат на соработка меѓу повеќе институции, беше избран во сериозна конкуренција да биде одобрен и финансиран за како научно-истражувачки проект. Ние испитуваме 2 сегменти на имунолошкиот систем кај пациентите со COVID-19. Еден сегмент се природните неутрализирачки антитела и втор сегмент се Т-клеточните субсетови. Во почетокот работевме со само пациентите со тешка форма, критичните пациенти на клиниката за инфективни болести и врз основа на динамиката на појавување на одредени маркери на Т-клетките, кои што ги нарекуваме Т-клетки убици, и всушност тие се главниот чинител на еден организам како ќе се избори во борбата со корона SARS-CoV-2 или
за исходот на COVID-19 болеста, ние можевме да предвидиме како ќе се движи болеста. Вториот сегмент кој што го испитуваме и во тек на кој што сега работиме, се всушност тие природни неутрализирачки антитела. Веќе светот е сведок дека FDA одобри 2 моноклонални неутрализирачки антитела во третманот на пациентите со лесна и средно тешка борба со форма на болест на COVID-19. И тоа се всушност тие антитела кои што претпоставуваме дека одредени луѓе ги имаат во својот организам и како резултат на тоа тие развиваат полесна форма на COVID-19. Нашата идеја е да видиме дали вакви антитела постојат и да се обидеме со новите технологии да се создаваат и да помогнат во лекувањето на пациентите, и второ, да видиме дали одредени параметри, одредени чинители можат да представуваат прогностички знак каква форма на болест ќе развие одредена индивидуа. Јас верувам дека набрзо дел од нашите резултати ќе биде публикуван во соодветен медицински часопис и после тоа ќе можеме и во некоја од вашите емисии да проговориме за тоа. Сигурно ќе имаме време. Докторка Ирина Пановска-Ставридис, ви благодарам на одвоеното време, ви благодарам за овој разговор. Верувам дека беше доволно информативен за нашите гледачи со оглед на тоа што, како што реков, денеска е светски ден за превенција и борба со ракот. Ви благодарам. Јас исто ви благодарам и сакам уште еднаш да ви се заблагодарам што и вие се вклучивте во одбележување на овој ден, се со цел за подигање на нивото на свесност за малигните болести и да видиме дека секој поединец и сите ние заедно можеме да допринесеме во борбата против ракот.